Пратиш да викнеш за 5 минути, кажи. Студентскиот дефектолошки семинар од соодветните факултети од Босна и Херцеговина, од Бугарија, од Хрватска, од Југославија, од Русија, од Словенија и од Македонија се пристигнати и се тука во хотелот. На сите добро дојде и да се чувствувате како дома. Дозволете ми од ваше име од мене да го поздравам покровителот на семинарот, деканот на Филозофскиот факултет од Универзитетот Свети Кирил и Методија, професорот Трајан Гоцевски. Во исто време ги поздравам сите раководители, шефови на институциите, на катедрите од соодветните факултети од државите што се тука присутни. И на крај, али не баш што сакам на крај, а и така остави да ги поздравам младите, бидејќи на младите светот останува и се надејам дека овој семинар повеќе ќе ве здружи и идните години пак ќе се среќавате. Сега молам покровителот професорот Трајан Гоцевски да земе збор и свечено да го отвори семинарот. Почитувани дами и господо, уважени професори, драги студенти, дозволете ми да ве поздравам сите овде и да ги отворам дефектолошките денови. Respected ladies and gentlemen, dear professors and students, participants in the Student Defectological Days, let me greet you all and pleasure you. Ми причинува посебна чест и задоволство што мене ми припадна должноста од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од мојата институција Филозофскиот факултет од Скопје, но и од името на нашата земја Република Македонија, да ве поздравам сите вас кои учествувате на овој значаен студентски собир во древниот и неповторлив Охрид, луката на сесловенската култура и писменост. It is a special honor and pleasure to have the duty in the name of the University of St. Kirill and Methodi, in my institution, the Faculty of Philosophy, as well as in the name of our country, Republic of Macedonia, to greet you all taking part in this important students' gathering in the ancient and unique Ohrid, the cradle of Pan-Slavic culture and literacy. При тоа дозволете ми да ви пожелам пријатен престој и плодна работа на темите кои ги прифативте за расправа на овој семинар, но и искрено дружење и запознавање кое ни е толку неопходно на овој немирен балкански простор. Please let me welcome you and wish you a pleasant stay and a fruitful work on the themes you accepted for discussion on this seminar, but also sincere friendship and meeting each other that is so necessary in this unstable Balkan area. Во оваа пригода дозволете ми да ве запознаам само со неколку факти за Република Македонија, која се наоѓа во групите земји со презнак земја во транзиција, факт кој можеби ќе ве поттикнат во вашите размислувања за нудење на оптимални решенија за дефектолошката наука во земјите кои влегоа во зона на транзиција, а како што гледате никако да дојдат до крајот кој сите го посакуваме, а тоа е излезот од таа зона и почнување на нов живот во заедничкиот европски дом, кој подеднакво треба да не усреќи сите нас, а најмногу оние кои што имаат пречки во својот развој, и тоа во својот психофизички развој, на кои помош им е најнеопходна. In this occasion, let me introduce you to a few facts about the Republic of Macedonia.
which is one of the countries with the mark of transition, a fact that may stimulate you in your thoughts in offering optimal solutions for ecological practice in the countries that entered the zone of transition, but still unable to get to the end that we all wish for, and that is leaving that zone and starting a new life together in our European home that should make all of us equally happy. Самостојна, суверена, демократска и социјална држава. Сето тоа го направи по мирен пат, одгласувајќи неутралност кон војната која отпочна на територијата на поремештата заедничка држава, со цивилизацијски однос кон сите процеси, со почитување на меѓународното право и меѓународните институции и организации, и сето тоа го направи по легитимен пат. After the fall of the former Yugoslavia, Republic of Macedonia was constituted as independent, democratic, sovereign and social state. All this was done in a peaceful and a legitimate way, proclaiming neutrality regarding the war that started on the territory of the former country, with a civilized attitude towards all the processes and a respect of the international law and the international institutions and organizations. Со тоа, како и со прагматичната политика и реална политика, која ја води во изминатите неполна деценија од осамостојувањето, мојата земја се здоби со углед и почит во меѓународните односи. Because of that, as well as the pragmatic and realistic politic led by our country in the past decade since the independence, it gained reputation and respect in the international relations. Со војното осамостојување и одбегнувањето на опција за решавање на отворените прашања со употреба на сила, нашата држава стекна уште еден легитимитет пред меѓународната заедница дека на Балканот се раѓа нова држава, но со древна историја и цивилизација, која мирот го има како приоритет во остварувањето на своите национални цели. With the act of military independence and avoiding the option of solving the open questions using force, Republic of Macedonia gained additional legitimacy in the eyes of the international community, showing that a new country is being born in the Balkans, but a country with ancient history and civilization, having peace as a priority in accomplishing its national interests. Но почитувани професори и драги студенти, регионот и понатаму останува во зоната на конфликти, кои за жал една деценија се нашата судбина и нашата реалност. Република Македонија, иако со ништо не придонесе за појавата на војните, туку напротив, придонесе и се уште придонесува за зачувување на регионалниот мир и безбедност, како дел од овој југоисточен европски регион, трпи огромни последици кои го забавуваат вкупниот процес на економски и социјален просперитет, политичка стабилизација, како и општа демократизација на општеството во целина. Unfortunately, dear professors and students, this region stays in the zone of conflict that has been our destiny and reality. Although Republic of Macedonia has not contributed in any way to the wars, but on the contrary has, and still is, contributing to the keeping of the regional peace and security, this country feels all the negative consequences, slowing the complete process of economical and social prosperity, political stabilization, as well as the general democratization of the society as a whole. Може да се рече дека ваквата состојба ги кочи започнатите процеси на глобализација во Европа и пошироко, чиј составен дел сме и ние овде. We can say that these conditions are also obstructing the begun processes of globalization in Europe and beyond, of which our country is an imminent part. Од тука особено ја ценим иницијативата на дефектолозите од Република Македонија, кои како интелектуалци кои што работат на посебен сектор од вкупните општествени процеси, а тоа е да се вклучат во тие процеси хендикепираните граѓани, да се одржи токму во Македонија, средишното на Балкан, кој е полигон на општествени промени, но и центар на кризи.